Митрополитот Тимотеј ќе биде погребан во четврток во Охрид. Посмртните останки на митрополитот Тимотеј изложени во Охрид. Бројот на вечните студенти се намалува. Кафето на празен стомак може да го загрози срцето. Нова функција на Инстаграм – споделување локации во живо. Откриена најстарата азбука на светот. Хималајската сол – докази или митови? Кој беше митрополитот Тимотеј? 61 годишна жена роди бебе по 10 инвитро обиди. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, во постојан состав, на 26 ноември 2024 година одржа вонредна седница и го определи датумот за погребение на блаженоупокоениот Дебарско-Кичевски митрополит Тимотеј. Синодот определи за упокоената света литургија и опелото да бидат извршени во четврток на 28 ноември 2024 година во храмот Света Софија во Охрид, со почеток во 9 часот. На светата литургија ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископ Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со надлежните епархиски архиереи на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како и со представници од другите помесни православни цркви. Погребението ќе биде извршено до јужната апсида на Плаушкиот манастир во Охрид, известуваат од Македонската православна црква. Посмртните останки на митрополитот Тимотеј денеска се изложени во храмот на Свети Климент Охридски на Плаушник во Охрид, каде верниците од неговата Дебарско-Кичевска епархија се простуваат од својот архиереј. Се очекува деталите околу погребот дополнително да бидат соопштени од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана I. Митрополитот Тимотеј се упокои вчера, на 25 ноември во болница, каде бил хоспитализиран поради проблеми со срцето. Бројот на студенти кои дипломираат во предвидениот рок се зголемува, со 37% дипломирани на време во 2023 година, во споредба со 28,9% во 2007 година. Ова покажува дека студентите се повеќе завршуваат на време, иако проблемот со вечните студенти не исчезнува. На Универзитетот Свети Кирил и Методиј студентите можат да аплицираат за одмор поради лични или здравствени причини. Меѓутоа, ако го надминат предвидениот рок за дипломирање, ќе треба повторно да аплицираат за продолжување на студиите. Пиењето кафе како прва работа по будењето може да биде штетно за срцето и крвните садови, особено кога телото е дехидрирано по спиењето. Кафето ја зголемува дехидрацијата, што може да го напрега срцето, а нутриционистите предупредуваат дека ова може да ја зголеми веројатноста за срцеви удари, особено во утринските часови. Препорака е пред кафе да се пие чаша вода за хидратација, а потоа да се јаде оброк богат со протеини и влакна. Така, утринските навики ќе имаат позитивен ефект на здравието. Инстаграм воведе нова функција која им овозможува на корисниците да ја споделуваат својата локација во живо преку директни пораки. Оваа функција може да трае до 1 час и е достапна само во приватни разговори, а корисниците ќе бидат предупредени со индикатор ако заборават да ја исклучат. Покрај тоа, Инстаграм најави 17 нови пакети со стикери и нова опција за додавање прекари во директните пораки. Прекарите можат да се менуваат во текот на разговорот и се видливи само во тие разговори, без да го променат корисничкото име на профилот. Археолозите откриле глинени цилиндри со најстарите познати траги на азбука, кои потекнуваат од околу 2400 година пред нашата ера. Пронајдени се во античкиот сириски град Умелмара. Овие цилиндри содржат резби кои се верува дека представуваат азбучен систем на пишување, значително постар од клинестото писмо. Откритие, направено по долго ископување, го пренасочува разбирањето за потеклото на азбуката и нејзината важност во раните урбани цивилизации. Истражувачите ја користеле радиокарбонската метода за датирање на артефактите и го потврдиле старењето на цилиндрите. Ова откритие може да го промени разбирањето на комуникацијските технологии во античките цивилизации. Хималајската сол е многу популарна на пазарот поради својата розова боја и тврдењата за здравствени придобивки. Се верува дека содржи многу минерали, но научниците велат дека содржи само мали количества од нив, а главната состојка која останува е натриум хлорид. Многу од тврдењата за здравствените придобивки, како што се подобрување на квалитетот на сонот или регулирање на шеќерот, не се поддржани со научни докази. Научниците советуваат дека треба да бидеме внимателни со внесот на сол, без разлика дали се работи за хималајска или обична сол.
Вистина е дека митрополитот господин Тимотеј е роден на 20 октомври 1951 година во Младо на Горичане, Кумановско. Потекнува од благородни и боголюбиви родители Александар и Љуба Јовановски, кои уште од детски години го задоиле својот пород, меѓу кои и младиот Славе, со христијанска љубов и љубов кон Бога. Вистина е дека почитта кон Бога придонесла, по завршувањето на основното училиште, под сестраната духовна грижа на протојерей Ставрофор Стојко Спасевски од Куманово и пастирските упатства на протојерей Ставрофор Спасе Стефановски. Младиот Славе да се запише за редовен ученик во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски, прво во манастир Свети Илија во село Бањане, крај Скопје, а потоа во Драчево. Вистина е дека по завршувањето на богословијата се запишал на Богословскиот факултет во Белград, на кој дипломирал во 1976 година. Вистина е дека по дипломирањето, една година бил службеник во Македонската архиепископија во Скопје, потоа заминува на постдипломски студии на Понтификалниот ориентален институт во Рим. Вистина е дека успешно магистрирал со тезата Култот на Пресвета Богородица во Охрид и Охридско и се здобил со магистерска диплома. На повик на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија се враќа во татковината и се вработува како предавач на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски по предметите литургика, историја на уметноста и патрологија. Светиот архиерейски синод за Македонската православна црква, Охридска архиепископија го назначи и заведе ректор на богословијата Свети Климент Охридски во Драчево, Скопје. Вистина е дека на 10 септември 1981 година во манастирот Свети Јован Крстител, бигорски од десницата на тогашниот архиепископ Охридски и македонски господин Ангелари е замонашен со монашко име Тимотеј. На 11 септември 1981 година е ракоположен за јеродјакон во истиот манастир. На 13 септември 1981 година е ракоположен во јеромонашки чин во манастирот Света Богородица. Пречиста кај Кичево, а за архимандрит е произведен во метохот на манастирот Свети Наум Охридски во Битола. Вистина е дека по изборот за епископ од страна на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, на 20 септември 1981 година е хиротонисан за архиереј на Македонската православна црква, Охридска архиепископија во црквата Свети Димитри во Скопје. Вистина е дека од 21 септември 1981 година, со одлука на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија е назначен за митрополит австралиски. Тогашните услови налагаа да му биде доделена и упразнетата Дебарско, Кичевска епархија која ја управуваше како нејзин администратор, од каде што со самопрегор и трпеливост ќе раководи со двете епархии. Со австралиската до 1995 година, а со Дебарско, Кичевската епархија до неговото упокојување. Вистина е дека од 2016 година од Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија е назначен да управува како администратор со австралиско-сиднејската епархија. Вистина е дека во изминативе 43 години како архиереј на Македонската православна црква, Охридска архиепископија митрополитот Тимотеј извршуваше и многу други одговорни задолженија. Беше секретар на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква и администратор на Повардарската епархија, а до неговото блажено упокојување беше и портпарол на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. 61 годишна жена од Скопје роди бебе по 10 инвитро оплодувања и 10 спонтани абортуси. Оваа значајна приказна е пример за храброста и упорноста на жените кои се борат со репродуктивни проблеми. Независно од бројните неуспеси, нејзиниот успех со раѓање на здраво дете представува голема победа. Истражувањата покажуваат дека инвитро оплодувањето е корисно, но не секогаш гарантира успех. Митрополитот Тимотеј ќе биде погребан во четврток во Охрид. Посмртните останки на митрополитот Тимотеј изложени во Охрид. Бројот на вечните студенти се намалува. Кафето на празен стомак може да го загрози срцето. Нова функција на Инстаграм, споделување локации во живо. Откриена најстарата азбука на светот. Хималајската сол, докази или митови? Кој беше митрополитот Тимотеј? 61 годишна жена роди бебе по 10 инвитро обиди.